Што му прави кетото на телото? Освен што претпоставам дека ги се храни со мастите и така човекот слабее. Кога станува збор за кето диетата, имаме отстранување на еден главен макронутриент, тоа се јаглените хидрати. Да. Меѓутоа, кето диета како кето, многу ни е нас лесно да ја прифатиме дека треба само на масти да биде. Но тука треба да видиме и кои типови на масти. Кои се оние штетни масти? Значи имаме заситени и незаситени масти. Прво и основно, ние не сме поднебје кое може да го започне денот секој дневно. Не велам ја оброк препорачувам и јас некогаш, но секој дневно ние да сме на јајца, кобасица, сланина и така натаму, значи комбинациите во таа кето диета Холестеролот. да, придонесуваат затоа што самата мембрана се состои од фосфолипиди и холестерол. Значи самата обвивка на клетка. И кога станува збор за кето диетата, значи го доведуваме, му ја менуваме ацидобазната средина на телото. Значи да се доведе телото во кетоза, има вишок на кетони. Кетоните, ние знаеме дека се непожелни супстанции да бидат во некое повисоко ниво во телото. Во кетоза чиј организам е? Заболен од канцер и диабетичар. Зашто они се сушат и слабеат? Затоа што имаат вишок на кетони во телото. Значи, кетозата е специфична за заболување, зошто свесно да си го доведеме телото под таков ризик.